Со повеќе инвестиции до поголем економски раст, со ребалансот на буџетот се додаваат речиси 100 милиони евра за капитални инвестиции. Сумата се зголемува за дури 14,5% од првичните 650 милиони евра на 748 милиони евра. Најмногу дополнителни средства ќе добие Министерството за животна средина, над 37 милиони евра за клучни проекти. Поголем буџет за капитални расходи ќе имаат и Министерствата за транспорт, образование, здравство, како и Државната изборна комисија. Фокусот е на изградбата на инфраструктурата, како патиштата, железниците и водоводите. Продолжува реализација на коридорот 8 и коридорот 10Д, автопатот Скопје-Блаце, како и подобрување на локалната патна инфраструктура низ општините. Во железничката инфраструктура продолжува изградба на источниот дел од железничкиот коридор 8, делницата Белјаковце-Крива Паланка, како и проектот за заеднички железнички гранични премини и железничка станица Табановце. Ребалансот на буџетот се прави по речиси 4 месеци криза предизвикана од конфликтот на Блискиот Исток. Во услови на глобална несигурност, според министерката, на Македонија и требаат политики за забрзан економски раст. Тој годинава поради неизвестната ситуација на светско ниво претрпи надолна ревизија од 3,8 на 3,5%, додека инфлацијата наместо 2,5% ќе биде 4,5%. Се зголемува и буџетскиот дефицит на 4,1% од бруто домашниот производ или 750 милиони евра, но за клучни проекти кои носат развој. Од финансии очекуваат за 0,4% помалку даночни приходи и за 24 милиони евра помалку пари од акцизи, поради мерките кои беа воведени за одржување на ниските цени на горивата. Владата донесе одлуки за намалување на акцизите на нафтените деривати со цел да ги ублажи последиците од растот на светските цени на горивата и да им помогне на граѓаните и компаниите полесно да се справат со ценовните притисоци. Истовремено, неданочните приходи бележат значително подобрување и се зголемуваат за околу 2 милиарди денари, пред се како резултат на подобрата реализација на административните такси, концесиите и поголемото користење на сопствените приходи од страна на буџетските корисници. Вкупните расходи годинава се зголемуваат за 180 милиони евра на 6,91 милиарда евра. Приходите пак се на ниво од 6,16 милиарди евра или 68 милиони евра повеќе. Дополнителни задолжувања од првично планираните ке нема. Димитриевска Кочовска уверува дека јавниот долг ќе изнесува под 60% од бруто домашниот производ.